Користењето на компјутер стана исто како што користите струја. Ќе се уштекаш во зид, имаш струја. Ќе се уштекаш во интернет, имаш компјутер. Што е целта на такво едно проширување на тие капацитети? И таа иницијатива, различните играчи имаат различни интереси. Многу јасно дека OpenAI сака да дојде до клауд капацитет кој ќе му овозможи да стигне до Artificial General Intelligence. Не сега обична вештачка интелигенција, Artificial General Intelligence би требало да биде на ниво на човек. И тоа е целта да биде до кај 2030. Што е на ниво на човек? Сега да кажа дека ќе може да одговори на било какво прашање без да осетиш дали е машина или човек. Ќе има твојата интелигенција, со други збори. Што и сега е блиску до тоа, но не е баш. Тој дел на вештачката интелигенција сега секој од овие големите играчи како да фаќа некој ниш. Например, ChatGPT е број 1 и е веројатно најмоќен од сите и проба да ги покрие сите. И они веројатно ќе стигнат и први до AGI. Меѓутоа другиве не стојат со скрстни раце. Како што ви кажав, Google има многу други примени на вештачка интелигенција во овој реален физички свет, не? А од друга страна имаш примена на ChatGPT што ја зема Microsoft и ја направи во бизнис светот, Copilot, што е синхронизиран со Office, а ги користи библиотеките на ChatGPT во позадина, знаеш. И тоа е еден друг ниш. Така да во моментот сите овие играчи се all in. Мислам дека на крај сите ќе добијат. Нема никој да изгуби сериозно. Има простор. Во крајна линија ти имаш многу опции да бираш со која вештачка интелигенција сакаш да зборуваш.